Јас и мојот снимател Лука овој пат дојдовме во Централна Македонија. Може би многумина се прашуваат каде е Централна Македонија, а Централна Македонија се наоѓа овде во Велешко, поточно кажано во Азот, поточно речено по стариот пат од Велес за Богомила за Прилеп. Еве овдека накратко ќе ви кажеме каде се наоѓаат селата. Овај правец намо се наоѓаат селата Рлевци, долу се наоѓаат Чашка, од оваа страна е према Сонцова глава, горе што се гледа тоа село е Горно Врановци, долу се наоѓа селото Лисиче, овдека населбата е Чашка, а во овој правец некаде надалечено 35 км се наоѓа селото Извор, се наоѓа Богомила, се наоѓа Папрадиште, Нежилово и некаде околу 50 км се стасува преку Плетвар за Прилеп. Еве полека ќе одиме да ги посетиме овие села, да видиме како живеат овие мештани. Дојдов во селото Извор да се видам со мештаните, да си помоведам со нив, да ми раскажат дел од нивната животна сторија. Во селото Извор дојдов многу рано, навистина можна рано. Овој пат нагости кај баба Трајанка, кај 92 годишната баба Трајанка. Наминав да се видам со незе, да ми раскажи дел од незината животна сторија, да ми раскажи дел од незината 92 годишна животна сторија. Баба Трајанке, еве овдека сме дојдени тука во твоето родно место. Ти имаш 92? И две. Ајде вака да ни кажеш. Како се викаш? Трајанка. Така. Значи, како се викаш, од кое место си, која година си родена, колку години имаш, како се викаше татко ти, како се викаше мајка ти? Татко ми не го знам. Умрел уште ја 4 години кога су била. Со мајка ми сиромашки живееме. У Попадија јас су родена. Од Попадија су Владило си мажена. Колку години имаш? Имам су 23-та година родена. 23-та година, значи 20-та година, 78, 80, 92 години, така? Така, Рече дека си родена во Попадија. у Попадија. Кажа дека мајка ти се викаше, Таса, татко ти? Јован. Јован, така. Сега да ми кажеш, колку бевте вие, речи го, деца во семејството? Во семејството. Аха. Мајка ми првен се омажила, ја уште не родена. Така. И го отепале мажот ти. И оставиле две близначиња. И татко ми 3 пати бил женет со мајка ми, немал деца. Ја зел за брат ми, едно ти умрело, останал брат ми само. И заради брат ми ја зел мајка ми. Така. И го посинил, ама млад умрел, а ја кога су се родила, татко ми немал деца. И од мерак што имал за мене, обеткава, уште неродена ми ја купил. Мислам, машко ќе биде. И тоа дали сте го чуле, не знам, ме вреле пред црквата, па ме крстиле Стојанко, Камко, па Трајанко. И за трајале децата. И ден денеска си викам, Господе златен, дали обеткава ме чува што су жива уште. Тоа и јас се чуда на Господа што ми го дал. Ајде сега вака да ми кажеш, да се присетиш малку вака како беше млада. Како беше? Како бе млада кога бе сирек, ама бе вредна. Кај се бараше аргатка, ќе одајќе, тога се жниеше со раци, се копаше, се ткаеше, су ткаела, су предала. И така сме живееле, сиромашки. После ме побараа за мажот ми. И брат ми ме даде, тога немаше како сега љубов. Тога старите, како ќе речат, така ќе видиш, ќе слушаш. Ајде вака да ми кажеш,
Може ли да се сетиш како дојдо да одаите зборот, така речено? Како те зедоа со свадбата, зедоа, како те несоват, како да те венчаат? Се знам. Ајде чуеме. Кога дојдоа, момчело малку кривеше. И ја ми кажа, комшиите ти е кривел, плача. Ама на брат ми му рекле, тоа беше у Бугарското. 42 година го памета. И му рекле, ќе ти дадеме пари или некој палто подлачено, не знам шо. Да, ја плача, нечу, ама ми вика, не сум крив. И след да ќе бидеш за него. И мајка ми вика, синко, ти си сирак. Ајка, послушај го брат ти шо ќе речи. И така ме дадова. И со сватово ме зедова. Па сватба направија во Владиловци. И така. На колку години ти омаши? На 19. 19 години. На 19. Имам двајца синови и една ќерка. Имам 2 деца, ама големи ми умре тие. Ајде ово да ми кажеш, колку внучина и колку правнучина имаш? Прво кажи ми колку имаш твоја чела ти. Од моја чела, кога се роди сега на синов, 1 година Фазла има матајко. 9 превнуче ми е. 9. Може вака на некој да се присетиш по име, по презиме, по себе? На сите. Ајде чујаме. Прво ми е од ќерка ми Димче, па Башке, па Дејан, па Тањето, па Тони, Зоран ми е најмал и најмил. Најмалото на сугарето. На сугарето на Ацата. И сите деца ми викаат, бабо ти, за Зоран највеќе ти е жал. Па најмало и највеќе си го чувал овдека. Ајде се вака да ми кажеш, која беше куќната слава на домајчинот дома? На домаќинот слава? Така. Зимно време беше Свети Никола. А летно време на селото у Владиловци беше па Свети Никола летни. Може ли вака да ми кажеш како беше за време на твојата младост? За Божик, за Великден, за Спасоен, оде во селото, на сред село кој излезете? Се може да ти кажа. Сега се сеќам за Увелес. Така? Увелес ние кога појдоме, деца, млади, пълно. Сега у комшиите нема ни младо, ни дете. Едно дете го зела баба му го носи таму у комшиите да игра, нема со кого. А у Владиловци секој имаше, кој 5, кој 4, немаше ерген неженет. Немаше мума немажена. И тоа ја уште си го мисла у памето. Викам, сирома си беме. Некој за париц, че се ожени, некој со среќа. Ама немало како сега не женети не мажени. Кога ќе појдевте на нива, со српот, со косата, на жетва, да жнеете, ајде тука малце да ми кажеш. Кој ќе појдеме, ќе го направи ручегот у Владиловци, Ридон, го гледаш ли горе руен? Тепцијата наглава, детето враси, таму ќе одеме, со српот цел ден ќе жниеме. И вечер па и весело, тука жнијат, па натаму жнијат песни. Тука имаме трло. Сме си лежале слободно. Джадето тука, ние послано на гумното, си врват народ, ни страх, ни ништо. Сега не можеш така да биде. На времето секој селанец чуваше овци. Сите, не сите. Сирома си имаше. Некој богат овци повеќе, некој средњо, некој сирома па ќе избери свињите од селото ќе паси, или ќе се глави кај некого ќе работи. Може ли да ми кажеш кој ќе дојде гостите, кој ќе почне да се пеат песните, да се играат ората, да се слуша писоко на гајдата? Тога сме гледале само да дојде празник, сте не могли од работа. Сакаш стоката да нараниш, деца да гледаш. И тога немало као сега музики големи со пари. Кога се излегуваше на Корзо? Моле? На Корзо кога излегува во кој ден?
Корзо немаше. Гледаме сабота да дојде и недела да дојдеме, лежеме на нива у летно време. Кидиме у недела навечер на магарето и на коњот ти товариме лишата, таму ќе спиеме. Не може да таа што готви, ќе остане дома, таа ќе готви, па ќе донеси на нива да јадат. Ова да те прашам. А корзото, Така? седен кога ќе дојде. Било Великден, било Божич. Тога е корзо. Ова се да ми кажеш. Кој живот беше поарен животот кога беше на моите години? Абе, на моите години беше многу убав животот. Млад. Така? Старите вика лети и млад сите ги сакаат. Ама сиромашти имаше многу. А кога повеќе се почитува по старите? Тогаш или денеска еве ти си имала и свекор, и свекрава, и девер, и јатра и си имала? Кога повеќе вака имаше намоц што се вика почит по старите? Тогаш или сега? Тога имаше. Тога имаше. Ќе седнаме на маса, свекорот, тога од една чинија јадеме, не јадеме сите башка. Свекорот дурне почне да јаде, ние не. Првен ќе му ставиме на раката, ќе атуриме крпата, ќе му посипиме раците, си измие и ќе почне да јаде. Првен он месо ќе си извади, па ние ќе си извадиме од една каленица. И сето тога ни мушаме, имало ни цедел, па ќе изнесиш тоа софрата надвор да измиш. И сме имале почитание на старите. А сега младиве, досам фала му на Бога. Мене синоци сната ме гледаат. Гледам, оти пример гледам на телевизија, но и јас се нервирам. Им сметам, викам на децава. Гледам сега се женат и сакаат сами да спијат. Ова се да ми кажеш, кај одевте на пазар? На пазар, Велес Прилеп, И како одевте, со што? со коњи и со магариња. Кога тргнувавте, во кој ден одевте на пазар? Кое време и кога се враќавте? У Велес одеме и у Велес и у Прилеп. Имаше Ан. Вечер денеска ќе станеш со дете, си зела на магарен или на коњ. Ти идиш у Велес, имаше Ан. Доле ќе го врзиш коњот или магарето, горе ние ќе спиеме на Анот. На Ругузини, така? Моля? На Ругузина се спиеше. Тога Ругужа немаше. Кој ќе легнеме, ние беме 12 души со момците у Владиловци. Немаше ке, само свекор ми и свекрва ми спија еден кревет од папрадишча со моделски. А ние, кој се наредиме, ја 4 деца, мажот ми, пазилви 2, сите, па опинци, тога немаше чевли као сега. Свински опинци, пиротски, така? Не пиротски, говецки, свински. Така. Па мразка ко сега ванало, па ќе туриме зад вратата опинците да ни замрзнат, па утре сега да станеме. Немаше чевли. Колку години, ова рече го, живееше свекор ти? Свекор ми да ти кажа, не знам, у колективот, пред колективот умре. 13 години ние седеме заедно со свекор ми и со ја трва ми. Така? Мажот ми викаше, дурне умри стариот, ние не се делиме. То немаме тоа, како сега. Ова се да ми кажеш, значи се знаеше по стариот, навечер ќе ве собереше сите во семејството, во фамилијата, ќе си направевте мобет за утредната кој ќе оди со гојдата, кој ќе оди на орање, кој ќе оди на пазар, кој ќе оди со овците, кој дома ќе биде месарија, така беше? Така беше. Имаме двајца момци. Аха. Еден говедар, еден овчар. Девер ми помал беше, ќе на јадење ќе им носи на момците ќе онаде. Ма ние со ја трвами, 3 дни денеска ја ќе меса, ќе сукам, ќе права ручек, нешто ќе онаде. 3 дни ја трвами. 13 години седеме заедно. Колку јатрви бевте? 2. 2 јатрви, ја? 2 бевме. Се Се согласувавте? согласуваме. 6 деца. Им направија совричен на земе. Првен ќе јават старите на софрата, па на децата таму таа што готви, со децата ќе јави. Од ки ти беше јатрвата? Моля. Јатрвата од ке... Тука беше од Владиловци. Вака се да те прашам. Рече беше родена од кое село?
Ја од Попадија. Си била ли таму сега во Попадија? Не су била сино води, ама веќе нема народ. Попадија беше 120 куќи. 120, ама многу беше богато. Многу имаше стока. Кои ќе се мажат невестите, не лира, петолирки им става на гушите. Тие побогатите, имаше и сиромаси, ама имаше и богати. А у Владиловци, посиромаси беа од Попадија. Вака сега, да ми живееш 100 години, И вие повеќе од мене да живеете. кој ќе дојдам следниот пат, па да се видиме. Ја веќе си мисля крај да е. Сакам уште внучето едно да го вида тоа што не е женетото, ама многу е тежок животот. Ајде, ќе сложени дено не мој дојден, да го дочекаш за внучето и па да се видиме и ќе му играме заедно на свадбата, важи? Синоќа баш го слушам на тоа Така? зборуеше. Многу ми е жал за него. За сите ми е жал. 6 внуци имам и 13 превнуци. Ајде, машала, да се здрави И и живи. вие сите да се дочекате. Да сте ми здрави и живи и ќе му играме на свадбата, памти ми го зборов, само со Господ напред што се вика. Сега на сите Господ нека дава здравје, ама мене нека ми го скуси животот веќе. Нека види малку синови сна од Белден, сами нека поживеат. Вика старите баќе речам, од постариот многу ќе научиш. Ами ќе научиш, ама па не може да мрдни. Чиде у Велес, ево го кај седи и брза. Мора синко, шо си дојдов? Дури би рекол, да дај Господ да живееме сите, затоа што сите старост не чека, така? Така е. Ја не сум мислела волку да биде жива. Сирак, потурната. Кома мажија, никој не ме знаеше од кого си, од кај су. Ама ете, Сиракот мате Господ мислива. И ти кажа, кога ми се роди ова 13 внуче, го викам на синов, јела вам шува. Синко од Сирак, 13 превнуци ја да дочекам. Многу се радуја. И имаше една невеста, тука ме сликаше. И вие да бидете здрави и живи да дочекате така. Ами Господе. Многу е убаво да дочекаш. И фала му на Бога, па сум на нога. Не сум легната вака на постела да им досаѓам многу на децава. На муабетењето, вели народот, му нема крај. Ја оставаме баба Трајанка да се го живее животот кој што и го дал Господ. Се заминуваме од домот на баба Трајанка со едно ветување дека пак ќе дојдеме. Пак ќе ја посетиме, да си го продолжиме муабетот, онаму каде што застанавме. Само да се стопли, само да разеленее во селото Извор и пак ќе дојдеме, пак да се видиме и да си го продолжиме муабетењето на долго и на широко за животот некогашен, за животот што изминал и за животот што повеќе нема да се врати, арно ама, животот кој што поминал, кој што ќе биде раскажан и оставен на внучината, незини, на генерациите кои што ќе доаѓаат да паметат, кој што ќе се пренесува од колено на колено, не само во селото Извор, туку секаде кај што се наоѓаат поранешните и денешните жители на селото Извор.